Чаир, Арачиново, Желино, Сара и Теарце убедлива предност од речиси 4000 гласа за Билалка Сами во Тетово во пресрет на вториот круг. Предност и на независниот Менди Ќура поддржан од Вредиво Струга. Коалицијата на Дујги загуби сите клучни и поголеми општини освен Гостивар. По првиот круг од локалните избори партијата на Али Ахметија во класичен нокдаун. Она што самите си го најавува како референдум им се врати како бумеранг. Најголем пораз им е Скопски Чаир, каде што отидо со така наречен капиталец, партискиот подпредседател и поранешен министр за надворешни работи Бујар Османи. Премиерот Христијан Мицкоски порача дека со овие резултати партијата на Али Ахмети е веќе затворена тема и не треба да биде присутна во јавноста. Новија избори, политиките на етноцентризам, национализам и вештачни теми за орли и зајци и теми кои се небитни за граѓаните се поразени. А се отвара прашањето за реформи во опозицијата. Јас не посакувам послушна опозиција, но далеку поконцентрирана и покапацитетна од оваа, која што збори за орли и за зајци. Коалицијата на Дујги добие Пласница, Липково и Чашка. Според познавачите, интегративците сега целосно го загубија легитимитетот кај албанското гласачко тело во Македонија. Политичкиот аналитичар Љузин Фаризи за Алфа вели дека граѓаните јасно порачале дека интегративците се веќе минато, а политичкиот блок предводен од Изет Меджити, Билалка Сами и Зекирија Ибрахими се оние кои ја добиле довербата. Албанскиот народ во Република Македонија се изјасни дека е со соживот и за просперитетна и демократска држава. Веќе вчера и конечно легитимитетот на албанците се бетонираше дека ВЛЕН е политичката партија која треба да ги представува албанците. Според Фаризи, со овие резултати Ахмети повеќе не е најважен фактор ниту во неговата коалиција. Таа позиција сега му припаѓа на Арбен Таравари, чиј што кандидат оствари победа во Гостивар. Најголемиот победник по таа коалиција извоеваше само Арбен Таравари, кој уште еднаш најверојатно ќе го освои општина Гостивар и ќе биде малце побезбедна како политичка партија, но неговите политички ставови ние ги знаеме. Тој се обидува секогаш да биде дел од власта. Најверојатно, таму тој нема да биде безбеден заедно со Ахмети, но веруваме дека кај албанската политичка структура, особено во нивните редови, ќе има реформи. Во битката меѓу Вреди и Дуј, владеачката политичка опција освои повеќе гласови во трката. За градоначалник на Скопје, Башким Бакију доби речиси 28.000 гласа, додека Скендер Реджепи Зејд доби нешто повеќе од 26.000.